Македонија го трасира патот кон енергетска независност и тоа исклучиво со пазарно ориентирани инвестиции. За разлика од минатото, кога претходната влада нудеше бенефиции како за гарантиран откуп на енергија, сега се преговара единствено според пазарни услови. Премиерот Мицкоски ги отфрли обвинувањата од опозицијата во однос на меморандумот со Казанџи Холдинг дека наводно бил коруптивен и спротивен на националните интереси. Тој порача дека владата сега презема конкретни чекори од кои корист ќе има целокупната економија, за разлика од претходно кога во фокусот бил само профитот на поединци. Таму се сеќавате се нудеа даночни олеснувања за инвеститори, за гарантиран откуп на топлинска, на електрична енергија и така натаму. Ние преговараме исклучиво за пазарно ориентирани инвестиции. Да, како влада институционалниот ризик ќе го превземеме, да олесниме. Нема како во минатото мито да се бара, нема вештачки препки да се ставаат во рамките на администрацијата за да се почасти некој. Тоа нема да се случи. Надлежните велат дека институциите подготвено ќе дочекаат предстојната грејна сезона. АД ЕСМ уште од сега резервира енергија за ноември и декември и тоа во вредност од околу 15 милиони евра, што е значително поповолни цени од оние што се очекуваат кон крајот на годината. А според информациите, сумата ќе се плати тогаш кога ќе биде потрошена струјата. Минатата година за увоз на струја биле потрошени околу 100 милиони евра. Мицкоски очекува дека годинава производството и потрошувачката ќе се израмнат. Јас можам да кажам дека оваа година очекувам дека вкупното производство на електрична енергија кај нас дома ќе биде еднакво на потрошената. Тоа не значи дека во одредени периоди нема да увезуваме, да ќе увезуваме, но во одредени периоди ќе извезуваме. И кога сето тоа ќе се собере, одземе, тогаш ќе дојдеме до една бројка која што ќе биде избалансирана, уште оваа година ќе биде така. Инаку покрај Казанџи Холдинг кои ќе инвестираат 1 милиарда во енергетиката, односно во изградба на гасоводна мрежа и когенеративни централи, започна да се гради ветерниот парк на истокот на земјава во вредност од половина милиарда евра, што треба да значи учество од 20% во вкупното производство на струја. Стартуваше и изградбата и на најголемиот капитален проект во последнава деценија, гасниот интерконектор со Грција.